Кога власта се фали со зголемување на платите, навраќајќи се дури 3-4 години наназад за процентот да изгледа поголем, заборава на бранот поскапување кој ги зафати сите сегменти. Статистичарите велат дека трошоците на живот во април годинава се зголемени за 2,2% во споредба со претходниот месец, а цените на мало пораснале за 2,0%. На годишно ниво, трошоците на живот се зголемени за 10,5%, а цените на мало за 11,1%. Значителен пораст на трошоците на живот во април во споредба со март годинава е забележан кај маслото и маснотиите, и тоа за 20,2%. Свежиот и разладениот зеленчук за 12,9%, свежото и разладено овошје за 4,4%, сирењето и јурдата за 3,7%, месото за 3,4%. Нешто помал е порастот кај шеќерот, џемот, медот, чоколадата и кондиторските производи, минералната вода, газираните пијалаци, соковите од овошје и зеленчук, кои изнесува 2,3%. Пивото за 1,9%, рибата и морските плодови за 1,7%, кафето, чајот, какаото за 1,6%, прехранбените производи, не спомнати на друго место, за 1,3%, лебот за 0,8%. Пораст на трошоците на живот забележан и кај воздухопловниот патнички транспорт за 46,6%, туристичките аранжмани за 8,9%, течните горива за домаќинствата за 2,6%, мебелот и покукнината за 1,5%, обувките за 1,3%. Но и да не ги знаат сите овие бројки кои ги соопштуваат статистичарите, граѓаните се посериозно ја чувствуваат кризата, бидејќи се потешко врзуваат крај со крај во месецот и при тоа се откажуваат од многу нешта неопходни во секојдневниот живот. Ако не штедеш, одеш ќе немаш. Мораш да штедеш. Ние старите сме научили да штедеме. И нормално е дека штедеме. Намалуваме од некои работи за да може да постигнеме. Тоа е нормално, мора да се штеде. Младите малку са по тај дел, разбираше, либерте, ради тоа што мораш од се да штедеш. И нормално е дома, ќе тражиш начини, разбираше, помалку струја да трошиш. Ќе тражиш помалку вода да трошиш, ќе тражиш, разбираше, некои други решенија. Така да, ние повише тераме што може да се штеде. И постои едно правило, не човек да тражи да ги зголемува приходи, тоа е за секаде, туку треба да тражи начин да ги намалува трошоци. Има позголемување, нормално е. Нема на нешто што не е позголемено. И ако се зборе дека треба да цените на прехранените производи да не се покачуваат ги. Ако идеш да викаме едно од се по нешто собира се. Кога ќе идеш во продавница, нормално е дека ако приметеш како е било претходно, како е после тоа, разбираше, ќе видиш дека цените се позголемени. Се е исто, трошоците се исти, меѓутоа цените што се покачени, луѓето се снаѓат кој како знае умее, најнормално. Иначе животот е многу тешок, стандардот е многу високи цени, не се знае денес отидеш у продавница, купиш едни продукти, утрото не се исти. Тоа и зелени пазари, се е скапо, али мора некако да се живее, кој како се снајде. Па трошиме секако помалку, но и горивото е скапо, меѓутоа по потреба мора се оде да се вози. Па не е баш добро, ама мора да издржиме. Како е за сите, така и за нас. Најтешко ги погодува поскапувањето на маслото за јадење, кое сега го цедат до капка за да разготват нешто. Потоа јајцата кои зафаќаат значаен дел од исхраната. Месо и сувомеснати производи ќе се јадат се помалку, како и млеко и преработки од него. Сега и сопствениците на моторни возила два пати ќе размислат пред да запалат кола. Одењето на одмори во гостителски објекти веќе представува луксус кој може да се го приуштат малкумина.